Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ти ден, Македонија, добар ден, почитувани слушатели и гледачи на Радио Слободна Македонија. Вие сте на вистинската фреквенција 96,0. Да бидам искрен, секојаш се случува да гласот на народот се реализирам на големи христијански празници. Тоа значи дека е денеска Велики четврток, спроти големиот празник на сите празници Христовото воскресение, Великден, емисијата ја посветив токму за хуманоста. Да бидам искрен, живееме во време на споделувањето информации кои се одвиваат со брзина на светлината. Човековиот род оди во пропаст, без ни грам хуманост, без никаква меѓусебна доверба. Во време кога можеме да дознаеме дека некому му е потребна помош, побрзо, од кога и да е, и брзо и лесно да донираме средства кога ќе слушнеме колкова сума била собрана, ми станува јасно дека бројот на луѓето кои што посегнале по својот мобилен телефон и донирале 100 денари и не е толку голем, многу е поголем бројот од луѓето кои одлучиле своите 100 денари да ги дадат за Нескафе на Ке или на улица Македонија. Навистина да размислиме кога последен пат сме се откажале од некој разгалување со цел да помогнеме некому. Ова беше едно размислување што еве го срочив и го напишав на парче хартија како е на моја најава, сконцентрирана и дадена токму за денешната тема, а потекнат од она што ќе речам хуманост, човеколюбието, алтруизмот, опозит, да речеме на лошото, да речам што е навистина омразата. Ајде денеска збориме за тоа што е значи човечност, хуманост и сено што значи да бидеме луѓе едни спрема други. Задоволство што денеска ги поканив, не случајно пак чежам Господ ги реди работите по Божја промисла, луѓето кои пружа рака веднаш на народот кога побара помош, токму во оној феномен научни поучените, да речам, или не значи дека не сме помалку учени од тие што се доктори по науки, кои вели дека тоа некоја магнетна појава се појави. Вистинскиот и човек кој верува Бога во силата Божја, вели тоа е Божја промисла. Се случи на 6 август едно невреме, кој да бидем искрен на таква географски простор, тоа е тешко, значи не е планина, не е негде, значи се случи една појава која навистина однесе доста човечки животи, но остави траги, но и отвори простор за размислување. Како се однесуваме кон самите себе си и кон енергијата, космосот, со еден збор да речем кон Бога. Тоа бе организациите хуманитарни кои веднаш пристапиле, го имат брендот на светски хуманитарни организации, Лајонес и Адра, тоа се светски хуманитарни организации, кои веднаш им помогна на страданите семејства со сета оној потенцијал што располагале. Тука се тие двајца, да речем, понаводници, виновници или да речем позитивни луѓе кои заедно со својот тим несебично во вистинска смисла на зборот хуманост покажа и докажа. Да не должам многу, бидејќи да ве поздравам од моје име Слободан Томич, автор на овој проект, Дино и Никола, кои се од мојата лева страна и главни одговорни за вас, кои ќе се јавите во оваа емисија на 0231313332. Значи, ти даме предност, Томислав, нема да ми замениш на госпоѓата Зорица Костовска, колешка моја од Нова Македонија, инаку председател на, реков, големи светски хуманитарни организации ЕСМА и на македонската, ЕСМА Теодосиевски, хуманитарната организација, Кралицата Исма и Стево Теодосиевски. И Лајонес. И Лајонс, да, светска. Не е страшно, обично и другите. Прво да им кажам добар ден на сите оние кои што не слушаат на радиото со најбавото име. Јас честопати сум била гостини на телевизиските медии на радијата, меѓутоа имате вие исклучително Слободна Македонија. Се кажува. И доживотно да ни биде таква Македонија како што носи вашето прекрасно радио. Дај Боже. И Томислав Насков,
Добар ден и добродојавте во Гласот на народот. Добар ден, благодарам за вашата покана. Се чувствувам прекрасно овдека и верувам дека ќе имаме на квалитетно убаво време заедно. Секако. Прво ме радува што Томислав кога дојдовте рековте ми одговара сакам светлина. Јас се согласувам. Доста тунели, доста темници, доста мрачни простори. Рековме дека без светлината нема живот. Така е, дефинитивно. Еве, само почитувани, ако е можно, има на прекрасна музика. Дино, ја се знам песна. Денеска успеав да ја симнам и да ја пратам веднаш на моите колеги Никола и Дино. Инспирирана е почитувани за ова 40 и кој ден, 5 или 6 ден би го регистрирале. Кога македонецот на вистина по дефиниција и по се она што значи благословено е посебен народ, без никаква нарцисоидност и претенциозност, трпелив, народ кој не е злопамтило, кој е хуман, и токму за ова емисија зборим за хуманост. Меѓутоа вече доста е, не сакаме да не поделите, не сакаме да не уништите. Значи тоа за заедничка Македонија зборам. И секој ќе се залагам за заедничка Македонија. Значи убава песна, слушајте ја, а потикнате токму од гласот на народот или народот што искача сите 45 години спроени во едно тело. Одиме со песната. Драги мои, сигурен сум дека ви се допадна песната и пораката од се тоа што е мотивирана за заедничка Македонија. Значи се роди тој стих за љубов и така натаму. Еве, се роди таа идеја што рековме за денешната тема хуманоста. Колку сме хумани. Зорица Костовска и Томе Насков, двајца представници на две светски хуманитарни организации со нас во наредните 50 минути. Госпоѓа Костовска, што значи денеска да бидеш хуман? Да бидеш алтруист. Зорана многумина како вие, не е страшно воопшто, многумина е некојаш и Зоре, и Зорица. Значи изгреј сонце. Значи во најубав Зора. Тоа е нешто најубаво. Дај Боже да им бидам Зора на многу луѓе. Знаете тоа е. Што значи хуманоста? Јас сум инфицирана од мојата кралица покојната за жал, најдобра пријателка и почесен доживотен председател на мојата хуманитарна организација кралицата Есма Истево Тодосиевски. Да бидете среќен кога гледате дека некого друг правите среќен. И секогаш мотото на нашата организација е ако имаш две подари едно, и се трудам и во мојот приватен живот, не само кога имаме некоја инвент или манифестација хуманитарна во однос на моето здружение, туку и приватно како поединка, како човек од овој град, ако можам некому да помогнам. Значи како Зорана едноставно. И нема поголема среќа, а тоа сме го разговарали и со Адра често пати во нашите дружења приватни со хуманитарната организација, дека истиот мотив, истиот порив е да направите некого среќен, вие сте уште повеќе среќни. И сега, понекогаш ние можеби не сме многу богати организации, има мултимилиардери па ништо не прават, нели? Но понекогаш не е само што ќе донирате финансиски средства, понекогаш и добар збор и внимание, да сподели некои проблемите од неговиот живот со вас. Значи, понекогаш ме, што би рекле, раме за плачење. Значи, и тоа е некаква подршка на луѓето кои што се несреќни или некаква тежина имаат во животот, некакви проблеми и така натаму. И се трудиме колку што можеме, меѓу често пати посетуваме и старци кои што можеби финансиски не се загрозени, но имаат потреба од внимание, имаат потреба од топол збор. Ова. И баш вчера имавме заедничка донација Адра и Lions. Сега да не ги збуниме слушателите, значи председател сум на двете хуманитарни организации, вие веќе направивте таква најава, но вчера, како Lions и како Адра, имавме донација во старачкиот дом Мајка Тереза, сите ние го знаеме, и да, однесовме подароци, облека и така натаму, меѓутоа, топлиот збор и пијалокот со нив и дружењето со нив, на нив многу повеќе им значеше него можеби нашата донација. Значи секогаш е различно. Откако ја завршивме заедничката донација во домот на Мајка Тереза, кој што редовно донираме, нели пред неколку извесен 2 недели мислам или 3, исто Lions донираше машина за плетење, бидејќи они имаат активности таму и им било потребно. Во разговор со директорот на Мајка Тереза, вели, тоа би ни добра била
донација и еве донираше Lions, значи машина за плетење со кој што ќе се занимаваат постарите лица што се наоѓаат во овој старечки дом. И потоа не ја завршивме нашата мисија, тоа ја го раскажувам вчерашниот ден, потоа отидовме во заводот за рехабилитација на младенци и деца, тој се наоѓа во Чаир, пред него е училиштето Иднина, исто со посебни потреби. Ние исто во заводот направивме малку поголема донација, таму имаат потреба од доста облека, бидејќи имаат околу 68 штетиничи. Не пречека директорката Анета, ние сме стари познавачи и Адра и Lions, бидејќи за нова година им направивме исто едно новогодишно изненадување, дониравме елка украсена со украси, па дониравме пакетчиња за секое дете. Тоа беше донација од децата од Германија на Адра, кои што сами ги подготвувале тие новогодишни пакетчиња и секое германско дете од неколку училишта по свој избор ставал во пакетчињата новогодишни што сакал по негова желба и идеја на родителите веројатно. И можете да замислите каква е радост кога тие деца кои што живеат таму во Заводот за рехабилитација на младенци и деца во Чаир, кога ги отвараа своите пакетчиња, па некој наоѓа капа, шалче, па прибори за училиште, па книги, па сликовници, па чоколади, убави германски, знаете, Германија има убави чоколади и колачи. И тие водушевени се, дури немаат трпение, веднаш ги отвараат нели пакетчињата. Па имавме закуска во, исто така веќе во овој дел во Иднина, тоа е на неколку метра училиште од заводот во Чаир, на иста улица се наоѓаат. Во Иднина имаме со Хуманитарното удружение Кралицата Исма и Стево Тодосиевски проект кој што траеше 2 месеца. Таму со децата со посебни потреби изработувавме декубаж, тоа е една техника на као цртежи од салфета се прават на дрво. И децата колку се во можност, значи ги правеа тие производи, па тие производи сега ќе ги продаваат на неколку разни работилници и на разни сајмови. Так. Ние тоа го. Но ја ќе се вратам сега, малце подолго зборам, ќе се вратам на големиот празник. За оние што не слушаат и што знаат дека ние како Есма Реджепова Сдруженијето го правевме најголемото великденско јајце на денешниот ден, им се извинувам на сите кои што се јавуваа и бараа денеска да го повториме, но јас немам нити сила, нити пак, што би се рекло, желба, да тоа го направев денеска со оглед на мојата почесна кралица Исма што не е со нас. Значи, оваа година, за жал, не го правиме најголемото хуманитарно великденско јајце, како што сме го правиле наназад сите години. И што тоа значи за оние кои што ете не биле присутни, во некој ресторан ќе направиме постна вечера, бидејќи денеска е денешниот ден е посен, нели, постна вечера и сите наши симпатизери, добри луѓе и мажи и жени, тоа не е исклучителна женска забава, хуманитарна манифестација, туку доаѓаат и млади, од 17 години па до 85 до 90 сме имале гостина. Секој мора да донесе едно бојадисано јајце. Воколку вие имате креативни способности, вие ќе се надпреварувате. Имаме 3 категории: најрелигиозно, најдуховито или најсмешно и најликовно убаво бојадисано јајце. Тие јајца кои што ги донираат самите присутни, самите гости, на една маса се поставуваат, се одбираат наградените, се наградуваат наградените. Јас потоа со една волшебна брзина, морам малце да се рекламирам самата себе си, ама вистински тоа го правам и на изволен начин, ги лицитирам јајца. И сега почнуваме од 50 денари, па доаѓаме дури до сума до 100 евра. Собственикот на Рио Кафе Зоки ни го купи минатата година 110 евра Исус Христос направен од монистра и бојадисан на Ноево јајце. Можете замислите каква е таа прекрасно бојадисано јајце. Па се надпреваруваат кој повисока цена да даде во таа лицитација. Дури има многу убави композиции. Жените од Тафталиџе направиле цела детска градина од малите, знаете, оние на препелчиња малите јајца. Да. Значи тоа се прекрасни композиции. Тие средства ги собирате, ги Тие средства ги собравме и ланска година им ја направивме журката
матурската журка на децата од детското село, таму сум член и во управниот одбор на детското село, еве ги поздравам во колку мајките и децата од детското село не слушаат, и на децата од 11 октомври, Ристенка, директорката и со Јани Гапо. Јас ја поздравам, генерацијски сме. Имаме контакти секогаш со нив и тие пари, средствата од тие великденските јајца ги наменуваме за нивната журка матурска, да им направиме матура на децата без родители. Супер. Значи тука морам да направиме брейк. Режијата ќе ви дава сигнал дека мораме тука едни реклами, потоа идеме со томе. Навистина почитувано има, зашто пак речем по Божја промисла. Значи не можев да реализирам во овие 18 години 2 емисии. Првата беше со Тодор Проевски, со Тоше Проевски, а втора беше со Есма Теодосиева. Но еве како се редат работите. Со Тодор Проевски, бендот, Тоше Проевски, ја реализирав на годишнината од неговата смрт, а еве непуни покол има 40 или 2 месеца од смртта на кралицата Есма, реализирам со првиот човек од нејзината фондација. Тоа е, пак чешем по Божја промисла. Одиме со реклами и се враќаме у студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија. Вело дека храна на гласот на народот е политика, не, драги мои. Гледа што гледате, значи, ги третираме сите теми кои се дел од нашето живење. Хуманоста, алтруизмот наспроти мизантропството е, да речеме, ова тема што наистина и сакам заедно со вас да ја споделам и со моите соговорници. Ги очекувам јавување на нашиот телефон 02 3131 332, каде што имате можност да упатите пораки, прашања, коментари. Господин Томе, ја слушавме госпоѓа Зорана даде на своја оценка за сето она што како го доживува хуманоста и сето кои се активности на организацијата. Но еве, вие како дефинирате хуманоста со тоа што пред емисијата рековме дека сме патници низ времето. Не знаеме што ставаме, знаеме, но какви се тие траги, какви се тие одлики што ги оставаме зад нас како Homo sapiens или зон политикон, во секој смисла зборот, со еден збор човеко Божје битие, да речам, Божји суштество. Кажете нешто вие како ја дефинирате оваа ситуација и спомнете си за вашата организација нешто. Хуманоста пред се на некоја базична дефиниција би било на некој начин стремеж да се гледа кон другиот, да се помогне на другиот. Тоа е во некој начин веќе спомнавте вие некако тука се денеска и во овие празнични денови зборуваме многу и за Божја перспектива на работите, а токму и во сршта на самото христијанство Исус Христос рекол неговите најголеми заповеди се љуби го Бога и љуби го ближниот како самиот себе си. Значи во самата срж на неговата порака кој е нешто најважно за еден човек е исто така да мисли на ближниот. И хуманоста всушност е на прилика кога човекот треба тоа да го спроведе во дело или го изразува тоа. И навистина човекот има на посебна доживена посебна димензија на благослов кога го прави тоа. Кој што веќе спомнавме, не живееме можеби некои баш мили времиња и така натаму, но сепак е многу битно да човекот свати дека доколку човекот излезе од себе си, се насочи кон другите, тогаш тој станува, знаете, помалку и депресивен. Тоа може на психолошки аспект да кажеме, баш вчера имав предавање во Велес, каде што од позитивна психологија истражувањата кажуваат едни од работите кои ги чини луѓето навистина среќни да имат еден благословен исполнет живот е токму да прават добри дела. Значи, добри дела. Некогаш може би постои некоја тенденција да се граба, знаете, да се зема, да се собира, но тоа е спротивно на она што веќе се должи така лапливост, таа грамзивост. Па можеби таа егоцентричност. Па видите, човекот отсутност на духовност. Па може да биде. Човекот е, може да кажеме, вишеслојно суштество. На една димензија е духовноста, една димензија е исто така да биде и хумана, исто така да биде себичен. Една може би, како да кажеме, зашто е тоа така, може да биде и страв. Страв се, ако не зграбам ја, ќе нема да имам. А доколку
ако збориме во на димензија што рековте вие и духовниот аспект, ако човекот има повеќе некоја верба дека Бог ќе даде, ќе го благослови, да кажеме, тој ќе биде многу поотворен и поспремен да дава. Но ако мисли дека не, ако ја не зграбам, нема да имам, само за мене, али сето тоа веќе на некој начин и самите истражувања во психологијата го покажуваат. Значи, човекот кога се затвара во себе си, кога само граба, кога е себичен, се оди повеќе подалеку не од среќата, не иде во благословство, беве богат сум, туку иде во сиромаштво. Некојаш не изрека вели, некои луѓе се толку сиромашни да имаат само пари. Знаете, значи, многу е битно на што го рековте, што ќе остави човекот зад себе. Да. Значи, што ќе и хуманоста еднострана, на друга дефиниција би рекол е тоа да се остави трага во животот на луѓето околу нас. Го име Никола на линија, ќе вклучиме Никола, режијата, да не можеме контрола да добиме на звучници. Добар ден, Никола. Добар ден. Еве, ве вклучувам и вас во наша празнична емисија посветена за хуманоста. Апропо и спроти на големиот празник, на сите празници Великден. Има прекрасни соговорници кои се вистински представници на хуманоста која ја ефектуираат во пракса, не само не теоретски, туку практично. Еве, како вие доживувате хуманоста, алтруизмот? Прво да посакам еден поздрав голем до вашите слушатели и до гостите, што се и воедно и мои колеги по хуманоста и доблеста што ја поседуваме. Хуманоста ја се разбирам како еден вид доблест кој, но за жал, не ја поседуваат многу луѓе преди се околу нас и во нашата држава. Јас мислам дека секој може да биде хуман на било каков начин. Но кога ќе се сака, ќе може да најде и било каква можност таа работа да ја заврши. Да не бара изговори или нешто слично. Иначе, хуманоста, јас мислам дека се покажува најмногу на дела. Не треба многу зборови. Или, ајде да бидеме сите хумани и да покажуваме дела. Да почнуваме полека да се менуваме и ние самите себе си. Ние да бидеме промената која понатаму ќе ја покажуваме на светот. Па ќе донесе промена. Да. Значи, ние да бидеме она промена која понатаму, како пример, ќе биде и за останатите кои во моментов не се хумани и се, така да речам, се уште скептици на нашата работа, ќе му бидеме ние пример за понатамо да му ги стоплиме срцата, да му најдеме една човечка љубов и ќе успееме да доведеме и насмевка кај нив и кај останатите лица кои хуманоста му е потребна. Имаме и уште еден пример кај нас луѓето општо, која даваме помош или се пријавуваме како да речеме донатори, не го правиме тоа од се срце, значи го правиме проформа, така да речем. Дали некој има некоја грижа на совест, да речем, или имаме и такви случаи големи финансиски магнати, да речем, кои искупување на гревови. Да. Дали со тоа денеска сум добар или на припејд хуман човек, или духовно набилдан, да речем, надграден, и од утре, наредниот ден јас сум скржав, јас сум песимист, јас сум лош и така натаму. Значи, ја немаме таа систематски континуирана, хумана, човечна, алтруистичка димензија. Еве, бидејќи сме заедно со луѓе, може. Така е. Знаете што, ја мислам дека треба малце и луѓето да се потикнуваат. Може би Македонија имам добри луѓе, апсолутно, сигурно. Не треба да се прави сомнеш, па сега зошто тие донираат или зошто прават. Доволно е некој што сака да помогне на било каков начин. Еве, јас сакам јавно да се благодарам на докторот Џан Митрев, кој што ни ја прифати нашето побарување, да речеме во годината да има 2 бесплатни интервенции за деца кои што не се во можност да ги платат оперативните зафати. Значи ќе потикнете, ќе побарате. Може би треба да се повеќе организираме. Да, има хуманитарни организации и ние најдовме модус, еве,
3 организации воедно заедно да настапуваме и секогаш сме посилни, нели ние сите сме учеле математика, оние стапчињата по предметот математика, стапчињата ако се 20 не можете да ги скршите, ако е едно можете да го скршите. Значи луѓето треба да се организираат, а некој треба и да ги потикне. Значи да прават добри нешта. Не мора да сте богат па да правите нешта. За жал и во Македонија многу малку богати луѓе донираат. Есма не беше финансиски магнат, та 47 деца одгледа, им купи станови, коли, училишта финансираше, не беше, па наоѓаше начини и модуси да помогне кај што се може. Често пати ке бараше и надвор во странство, например, 40.000 чаршави се навраќам ова доби и веднаш ги донираше на клиниката горе во државната клиника. Например, значи некогаш треба и можеби добрите луѓе да се сконцентрираат против лошите и против злите, пошто има и зли луѓе, на апсолутно нели сите сме ние сведоци на такво нешто, и малце да генизираме, дали со повеќе кампањи, со повеќе активности, значи и секој со нешто да допринесе да се и може свеста. апсолутно подигнување. Како што ние сега во Lions имавме олдтаймери, една ревија на стари возила, пред ресторанот Ден и ноќ, го прославивме на 20 години од родениот на Lions, не со забава и само коктел, туку сакавме и некоја хуманитарна нишка да направиме. И што направивме? Едноставно ги поканивме олдтаймерите и скапите возила, направивме ревија кој што тргнуваат картингот пред Борис Тајковски салата, па доаѓаа до ресторанот кај што беше прославата, имавме предавање за подигање на свеста за канцерот на дебелото црево. Докторката од клиниката Мери Трајковска, таа говореше за канцерот, значи и пораката ни беше тоа. Значи еве кроз една роденденска забава сакавме нешто да направиме. Сите ние тоа можеме да го направиме. Не дека сме ние помокни, дека сме председали или членови на хуманитарни организации, едноставно тоа може секој човек да го направи, но треба да размисла. Никола, уште се една линија, само да ни одговориш најкратко, па и томе да се надоврзе. Дали треба да глумиме хумани, да бидеме да речам инстант хумани, или тоа да биде во континуитет, како Зорана што спомна, се поттикне да се крене на повисоко ниво чувството на алтруизам и на хуманост и човеколюбие. Да, точно така. Значи нивото треба да се зголеми пред се да сите увидат на активностите на сите овие хумани луѓе што моментално работат во Македонија. Убаво кажа соговорничката дека малце ни треба и маркетинг или публикување на нашите активности, но мислам дека скептицизмот на останатите на нашите активности треба да биде од наша страна потранспарентен, а таа транспарентност ќе ја постигнеме со тоа што и нив би ги уклучиле во нашите активности, работа и слично. Да се увера, да се соча. Молам? Да се увера дека е вистина, дека е енергија, дека се работи, дека се работи. така е. Значи со тоа што ќе ги уклучиме, тие ќе бидат после наши амбасадори во нашата работа, дека вистина тоа ние што го работиме и твориме на основа за хуманост, за потреба за социјална политика и работа на лицата што му е тоа потребно, ќе бидат уверени и ќе продолжат и тие да бидат наши патници, тоест пратилоци во нашата работа. Так. Значи транспарентноста е многу битна во нашата дејност, со тоа што ќе докажеме дека ние сме искрени во нашата работа. Так, Никола, ти благодарам многу што беше во Гласот на народот. Молам. Во ова издание. Томе, еве го слушаме. Ја морам да се надоврзам. Адра не е многу популарна, во смисол не знаат многу луѓето за Адра. Еве сега говорам значи за една друга хуманитарна организација, не за моите организации хуманитарни, со кои имаме партнерство. Тие не се рекламираат. Јас им велам дека грешат, дека треба да се знае за нивните активности и за нивните хуманитарни мисија и нивните хуманитарни манифестации, а тоа Томе сега веднаш после мене ќе го каже. На тој начин ќе ги приличат и останатите луѓе кои што можеби не знаат каде да се јавам, кај сакам да помогнам, сакам да работам. Мислам дадов во најава, значи се појави и медија средства во вистинскиот момент кога се случи 6 август на големата катастрофа. Јас ја така дефинирам. Така, да. Тоа во Стајковци, во тој дел каде што 20 колку 30 души загина.
изгуби своите... Тоа беше дефинитивно и како катастрофа. Али тие први за... исто Да. беа на граница заедно. Тие ме зема мене на границата на Куманово, на границата кога беше афганистанската криза. Да. Јас сум сведок и можам да кажам за Адра беше најголема организација со најголема прежртвуваност и со најголемо време подарено на кризата на Афганистанска, кај што секој ден донира и храна, и облека, и се што им потребно им беше на афганистанците. Конкретно прашавте за поплавата што беше во Стајковци, навистина еден немил настан. Може би луѓето кои само од знаете, на медиумите го гледаат тоа, може би на понеква слика кога се таму на терен, навистина го почувствуваат колку беше тоа трагично, разорно и со лукави последици. Ние колку што можевме помогнавме, можам да кажам дека и тука македонскиот народ се покажа дека е хуман. Ја имам позитивна една ставка или позиција према македонскиот народ дека сепак има тенденција да биде хуман. Видов многу млади луѓе кои се организира. Македонецот никош не е себичен, че се согласите. Така да никош докаже дека и за косовската криза, че се согласите. Косовската криза исто така ја проследивме со лично бев вклучен во акциите на Адра, значи Адра како организација не прави разлика помеѓу било кој луѓе, него само се гледа кој е човек, кој е човек во потреба и колку што може да правиме дигресија томе. Прости мовшто време не ти дозволи да збориш многу, но твоите се минути се македонскиот народ сакам да го ставам на пиедестал и заслужува. Врти случај не сакам да избегнам политика, но мотивиран сум, потигнат сум. Меккейн, морамо да го кажам, значи по дефиниција е републиканец, меѓутоа фондиран од Сорос, што навистина е лоша ситуација. Денеска, не знам колку сте информирани, ќе даде Македонија пред Советот за безбедност, оти не формира влада. Заборава дека истиот тој Меккейн, дека овој народ македонски се жртвувал, да се подсетиме, 99-та 1 милион албанци, што јас го поздравам тој чекор, ја токму бев на МТВ, знам го јас и го следев настаноти со Садака Огато, Садака Огато, да, првиот човек на светска организација од УНХЦР. Значи, која е таа контрадикторност и контроверзност? Значи, македонецот отвори порти за народ, така. Значи со леб, а со врат му се враќа со камен. Затоа те замолив и прости што ти зеозма во минутите. Повеќе. Да. Па јас сметам дека македонскиот народ има тенденција да биде хуман и го покажува тоа во дело, затоа почнам да го кажам како пример на вистина тоа што случи во Стајковци. Млади луѓе беа навистина организирани самоиницијативно, со лопата во рака, со средства. Ние бидејќи имаме комбиња од Адра, им помагавме и они, кога ќе видевме по пат негде собра некоја група, ви треба превоз, ги собиравме нив и за мене беше тоа една мотивација плюс навистина да се работи и По колку држави функционирате? Адра е една од најголемите светски организации, има на сите континенти и над 130 земји. Македонија тоа е Адра Интернационал. Македонија се 25 години, од самостојната на Македонија, мислам дали 94-96 се оформи како една самостојна, претходно работеше како Адра и нели Југославија, а са Адра Македонија е само еден огранок на Адра Интернационал, која е таа светска организација и сега во секоја земја си има свој представници. Меѓутоа добар и актив. Го поздравувам вашиот председател Ванчо. Од ова место веќе Раде го имаме на линија Прилеп. Ало, добар ден Раде, добродојде во Гласот на народот. Знам дека и прилепчани сте доста активни во делот на хуманитарните активности. Еве ја следиш емисијата, што ќе додадеш Раде за хуманноста во Македонија? Добар ден. Добар ден. Поздрав до гостите, а посебно до тебе, господине Томич. Благодарам. Така, е прашање да му поставам на гостите. Како прво, малку ќе ве големам како човек голем. Најголем хуманист моментално сте вие. Еве зашто. Првата работа е што вакви емисии ни правите и на гостите и на народот. Друга работа сега. Сакам господине Томич да ве прашам и вас и гостите. Тој господин од Ѓорѓи Атанасовски од Прилеп, големиот хуманист. Ама во наводници прво прашање. Зошто ни е укина програмата на ТВ Сонце, Гласот на народот? Со тебе што вие ја водевте, господине Томич. Како хуманист тој човек тогаш? Друго, прашање до тебе.
и до него, ако ја слуша оваа програма на Радио Слободна Македонија. Инаку, еден, како да го наречам, апел до тој истиот господин, нека се покажи малку јавно дека е голем хуманист, дека е повторно да ја слушаме и да ја активира истата, да речеме, емисија што ни беше на телевизија. Да дадеме простор на момент, само уште малку, готово, ќе ја завршам. Немој да ме сватите грешно. И денеска се е човечки е да грешиш и човечки ќе да бара прошка да не малку да донира големи средства, не само се кажува јас донирам ова, јас вака, и како народот ќе му верува. Еве пример да речам сега, тој кажува дека ние вака во Македонија, ние вонака, ама тој е странство, ама малку, како да речам сега, го бола парите, а не треба да го бола парите, а се кажува дека е голем хуманист. И народот почнува веќе да не му верува, не нему, и на многу луѓе такви што се кажува, ќе даje една стотка или еден денар, пример да не речам на некој болница, ќе јас дарував толку и толку. Тоа не е уба работа, тоа не е хуманист. Хуманист се знае, покажи се јавно, кажи дека донирав за болните, за црквите, за народот, за Македонија и така натаму. Бидете поздравени. И да си очуваме наша Македонија и среќни празници. Амин, за многу години. Благодарам многу. Тоа беше господин Радиот Прилеп. Почитувани ви се отворени телефоните 313132. Затоа да сакал да персонализирам ситуацијата, мислам да ја артикулирам на посебни случаи, тоа се лични наши и мои приватни работи. Благодарам за поддршка, почитал секој случај на емисијата, но тоа е. И тука сме на програма, одиме понатаму. Во контекст на се тоа што навистина ми даде за право господинот Раде, начинот на несување на големите ситуирани имиња во државата, кои навистина покажуваат еден егоизам. А од друга ситуација имавме тука една кампања од Америка, која исто така, од видните луѓе, особено од на Доналд Трамп екипата, која имаше поплави во Мисури на 9 август, кај нас беше 6. Верували, невозбуден сум од поимот што уште ми се свежи сеќавањата. Изразија сочувство, поддршка и подготвеност да помогнат за настраданите и оштетените во Стајковци. Значи Мисури, 3 дена после Стајковци, исто така стигна помош, да речам, не во формално речем, туку искрено. А од друга ситуација има една затворен тип на артикулирање на хуманост и поддршка. Зошто има тој диспаритет? Таа дискрепанца, мислам, во смисла на зборот, од една крајност до друга страна. Еве зборуваме експерименти Македонија. Вие сега како ме навраќате мене со ова што го спомнавте, нели имавме ние катастрофален земјотрес во Македонија. Да. Кога се случи земјотресот во БАМ, тоа е во периодот кога беше градоначалник на центар госпоѓа Аларова. Така. И есма седејќи на едно кафуле ми вика, слушај, вика, бе, сите населби овдека у Скопје се направени од донации. Нели населба Бутел, населба Тафталиџе со бараките што ги донира цел свет. И вели, а ние сега, дај нешто да направиме за БАМ, еве, исто голем земјотрес. И јас пресконференција викнав во општината Центар, ги собравме медиумите, ја објавивме дека ќе собираме пункт, ни дадоа во општина Центар една барака и почнавме да собираме помош за БАМ. Да ви кажам, тогаш се виде македонската добрина на граѓаните, не само од Скопје, од цела Македонија, доаѓаа реки на луѓе кои што подарува и користена облека, но не беше само облека, постелнина, чаши, сервиси, кој што милува. Тогаш се обративме и до грчката амбасада со ЕСМА, не само до грчката, до повеќето амбасади, но грчката амбасада тогаш покажа извонреден интерес. Веднаш им се јави на Веро. Веро донираше храна во конзервирана, нели храна, и веќе ние бевме полни за еден шлепер. И сега ни се јавува проблем на хуманитарната организација. Имаме камион, ама нема пари за бензин, до БАМ сепак е тоа далечен пат. И вели ЕСМА, ако не ни даде градоначалникот, се сеќавам Пенов беше градоначалник, ако не ни даде градоначалникот, ја ќе направам концерт, вика, парите од концертот, вика, ќе ги дадам за бензин за камионот да отиде цел шлепер, не камион, него цел шлепер. Јас тогаш се обратив до господинот Пенов и му велам, градоначалниче, срамота е, ако ние утре објавиме во медиумите, а веднаш ќе ги викнам и пишаните и електронските, дека сте не одбиле да ни платите бензин. Резил. И тој срамежливо рече, па да, имате, фино ми уценивте. Вели, фино ми го кажавте ова. Не, викам да знаете, па ако не ќе се трудиме ЕСМА да направи концерти, па да.
веднаш ни дадоа средства, армијата ни се приклучи на Македонија со уште една донација, со уште еден шлепер, 2 шлепера од Македонија и од добрите граѓани Македонија отидоа помош за земјотресот во БАН. Ова е со поплавата, нели паралела направивте за Македонија, и јас исто така ме посетивте на една паралела. Повелите ми. Би сакал да спомнам, значи, секогаш кога збориме за една ваква тема, ќе има и лоши и добри примери. Така е. Многу е битно да човекот на што се фокусира. И една компонента која е многу битна за човекот е тоа каков став ќе има кон некоја работа. Значи, ставот е пресудна. Сметам дека иако може би лошите примери некојаш може да донесат скепса или така натаму, или да луѓето дигнат раце. Но би сакал да апелирам кај луѓето на тоа некојаш го викам инат за добро, знаете. А обично луѓето фаќаат инат за нешто негативно. Не може, не ти давам и така натаму, или ќе му вратам и така натаму. Но да постои еден инат за добро. Не, јас имам нешто, или кога ше беше еден пример кажано, ние сакаме да помогнеме таму, ќе го најдеме начинот. Така. Да не биде она првата препрека или види овој тој што направи или оној што направи, значи да гледаме на убавите примери, да не некогаш во премногу анализи, ако влеземе, можеме да се изгубиме. Знаете, анализи која е побудата на тој, зошто овој така направи. Зошто прави добри. Значи многу е битно да се направи разлика, нека се собере, нека се собере помош, нека се однесе кај луѓето, ќе се направи разлика на тие што ја добиле. А овој како што велиме, ако збориме само во овој контекст кој збориме денеска, да едноставно на крајот Бог го гледа срцето, нели, тој ќе види се. Наше е колку што можеме некој колку сака да му помогнеме, заеднички да работиме, да направиме нешто добро. А да навлегувањето во колку, кој, зашто, како, па нешто не било добро, само ќе ни одземе, нема да не инспирира и повторно велам, многу е битно на што ќе се фокусираме. А убави примери има и можеме да се инспирираме. Сите слушатели нека запомнат. Јас сум убедена, исто и Томе, мојот и пријател и партнер, добро со добро се враќа, лошо со зло. Универзиумот така функционира. Дали е Он, дали е Господ, дали е некоја непозната сила. Некој верува во Господ, некој не верува, нели? И сега се обреќам на сите, нели? На тие што веруваат во Господ, кај Господ. Значи, но нека бидат убедени дека вие ако давате, апсолутно, јас ми се враќа. Значи, не го правите за да ви се врати. Правете го тоа од од срце. Зошто да не со малку нешто ако можете да помогнете или ако сте помогне финансиски да не помогнете на некој. Па колку сте вие среќни ако сте само вие среќни, околу луѓето се тажни околу вас. Па среќата ако сме сите задоволни, сите среќни, нели? Така. Апсолутно. А ние чудиме малце со реклами, кратки се тие реклами, бидејќи морам да го испоштувам протоколот во куќата и се рачиме че имаме доста уште нека минута да патиме пораки со оглед дека останува околу 72-3 часа до Христовото воскресение. Голем број верници ги очекуваат овие празници, има некои кои наистина не може да ги бележат економската ситуација таква. Ние по дефиниција и по устав сме социјална држава, но има луѓе кои дефинитивно размислуваат и за тие кои не се во можност да го дочекат во оној смисол на зборот како христијански овој празник од економска природа, но затоа тука се хуманитарни организации кои си имаат своји иницијативи и ќе ги слушнете по рекламите. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија. Да, драги мои, значи 31 332 02 позивен за Скопје или 3892 од надвор. Говориме за хуманноста, за хуманитарните организации, за помошта, почита кон човека и кон немаштијата. Не секогаш, видите, животот е тркало, се врти. Денеска си долу, утре си горе. Значи се врти тркалото. С краја деја тој што наистина е лаком, која ќе му дадете многу да работи со многу пари, ќе видите. Значи тоа отсутност на духовноста, недма тренинг на духот. И затоа доаѓа. Само што ова да дадеме на мала дигесија. 80% дали знаете дека сме на топ прво место на Балканот, може и повеќе од Балканот, религиозни.
во Македонија. 6% не веруваат, 6% не знаат, значи колку доаѓа од 92, така му доаѓа. Да. 80 и 16, 96 и 4 подразно. Бројката покажа 80%. Тоа е голема бројка. Тоа е голема бројка. Значи, пак ќе речем, тоа е одраз на таа духовна гимнастика. Само уште ова. Морам да го акцентирам. Дадов помош со некој си, да рече, меѓутоа во помошта, дали е храна или да, со изминат рок. Дали е тоа добро? Или уште ова, дадов помош во делот на ова, ама да се ослободи од своите работи, Што треба да фрли. да се фрлат. Дали е тоа вистинска помош, вистинска подршка? Само кратко тоа, ние ќе збориме со вас во друга емисија за психолошки аспект. Но дали така треба да се представиме како хумани луѓе? Па, видите, затоа повторно ќе кажам во како, зашто некој прави, некој работи, некојаш може да имаме информација, некогаш може би да немаме. Вистинската хуманост е од кога е дефинитивно, кога е од срце, кога е навистина за да добие оној другиот. Не е хуманост која правам калкулација да добијам ја нешто со таа помош. Затоа велам, сега ние како луѓе некогаш не можеме да ги осознаеме сите тие побуди, математики во човековиото срце, затоа можеби не знам, за мене можеби е неблагодарно да се калкулира на тој правец, него пред се да човекот гледа колку што може во своите рамки и да не чекаме некојаш мислам дека постои една тенденција да чекаме некој да ни направи нешто, знаете. Многу е битно, кој што реков, ставот е многу битен, да бидеме ние иницијатори, кој што првиот слушател сега, да бидеме пример. Значи, на луѓето им треба добри примери. И многу е битно, ако една е ова што можеби од оваа емисија да нешто некој добие, е токму таа една мотивација да си земе, се направи некој сам свој личен проект, да се направи што може да направи во својот домен. Надпревар кој ќе да е подобро. Па така е, да, значи да се напреваруваме. Што конкретно подготвува? Еве за пример за Велиген, дали ќе им помогнете нешто на погодените економско погодените рече малце? Па ќе има некои активности кои ќе се дадени. Денеска, мислам, една од акциите кои моментално се спроведува не само во овој период, него ли со месеци низ Македонија, која Адра ја прави, е тоа да има свој пунктови со контейнери за донирање на стара облека. Таа стара облека потоа се сортира и она што е навистина употреблива се донира кај луѓето кои имаат потреба, да. Еден елемент имав исто така проект кога имаше се донираше и храна. Значи затоа планираме некои акции сега за великденските празници, да го обележиме и тој момент и да колку што можеме да им помогнеме на некои луѓе. Значи гледаме на каков начин можеме, тоа е некој наш дел како ние тоа го правиме. Апелираме до другите луѓе да креираат некои своји проекти. Колку можеме, ние сме отворени за соработка. Да апелирам до луѓето доколку сака да донесат помош, значи постојат контейнери на Адра кои се наоѓаат кај болницата Букурешт, има во Влае еден и во другите градови во Македонија има 2 контейнера во Штип, има и во Струмица, така да можат еден, например, тоа е еден од начините кои може да бидат. Да, етен конкретно. Што кај се пунктовите реквате Влае, Букуреш? Во кај болница Букуреш, тоа се во Скопје, а во другите градови има во Струмица. Добро. И во Штип. Струмица и Штип. Да. Зорана, видејќи Дрежија мора да ви испоштите Дино и Никола работат као швајцарски сад. Часовници, иначе морам со времето сум кнап. Вчера се отвори тестаментот на Есма Реджепова Теодосиева, каде што можам најтаксативно, значи телеграфски да го парафразирам, дека сиот Целата нејзина куќа ја остава на Македонија. Таа години говореше дека нејзината куќа сака да биде дом на културата и на хуманоста и ја предаде во сопственост на Македонија. Тоа е како ексклузивна вест, можам да ја сообштам за прв пат сега на вашето радио. Сиот имот Есма го дарува на Македонија. Незиниот коментар беше: моите пари се направени од концерти, луѓето купувале карти, плаќале и пак нека биде тоа на мојот народ. Тоа беше незината порака. А која е вашата порака? Во финалето сме на мисијата. Пораката е дека хуманоста е навистина една
доблест која човекот треба да ја развива, дека со хуманоста добиваат сите, и оние што добиваат помош, и оние што даруваат. И оние што даруваат, значи една добитна комбинација. Тука се кријат многу благослови во таа активност и апелирам кон луѓето да бидат активни, само иницијативни, да не чекаат да нешто се случи, некој ги повика, туку тие самите да бидат иницијатори на нови проекти или на овие можности кои веќе и ние ги нудиме како организации кои веќе дека беа спомнати, а исто така и да е она што го апелирав, можеби да постои кај народот, кај секој поединец инат за добро. Не ме интересира што прават другите, иако можеби има негативни примери, но јас ќе бидам тој позитивниот. Значи, можеби не можем да им помогнам на сите, а можем да им помогнам на некој. Може, секој може да помогне. Ви благодарам многу што бевте гости во Гласот на народот, спроти големиот христијански празник или празник на празниците, Великден. Ние ќе имаме емисија во сабота во 11 часот, специјална исто емисија посветена за Великден, интерактивна е 100%. Се надам дека ќе се јавите поголем број од целиот свет да очекувам. Ви посакувам добро здравје, стречни великденски празници. Благодарам. И ве повторно очекувам емисијата Гласот на народ. А ние ви благодариме што не поканивте и ги поздравуваме сите слушатели. Им пожеламе во името на сите овие хуманитарни организации да бидат спокојни и полни со љубов за овие денови. Секој добро и од моја страна, среќни празници, но не само празниците да бидат среќни, понатаму да бидеме среќни во луѓето и да устреќиме други. Благодарам уште почитувани, подавајте рака и помогнете му на оној кога на помошта му е потребна. А за возврат ќе добиете исполнето срце и неопишливо чувство, бидејќи ќе знаете дека барем малку сте устречиле некого. Да, ќе усречите некого кој навистина му треба таа ваша топлина, милост, љубов. Не мора да биде огромна, и малото зрнце создава поголеми вредности. И знаете, и летот на, да речам, на пеперутката е посилен неутронската бомба. Бомбата е, да речам, позитивна во овој смисла зборота, таа е позитивната енергија која имате сите ние, и сите ние имаме, и сите треба да ја споделуваме заедно. Бидејќи рековме, патници низ времето сме и да оставаме добри траги за нас. Вие ве оставам во добро расположение со програмата на Радио Слободна Македонија. Се гледаме и слушаме во сабота во 11 до 12. Бидете живи и здрави за многу години и денешен ден. Од мене, Дино и Никола и моите почитувани гости Зорана Костовска и Томе Насков. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.